една многу убава приказна за Бојана, само да не го погрешам презимето, Чапкуновска, која што всушност е студент по ветерина, но меѓу другото е прогласена и нели за најдобар студент на универзитетот Кирил и Методи се разбира за учебната 2024-2025 година, и ова е едно големо признание кој што им се дава на студентите и на некој начин претпоставувам и ветар во грб Бојана за понатака се она што следува. Незиното поле на действување е секако ветерината, љубовта кон животните веројатно присутна од многу мала и колку што успеав да разберам, до некаде го живееш сонот кој што си го имала како малечка, така што за многу работи поврзани со твоите соништа, со факултетот, со тоа што денес работиш и кои се твоите можеби планови идни за устанување во Македонија или надвор од земјава, се разбира поврзани со животните, но тесно и со луѓето. Ке ти спрашаме. Зборуваме во следните минути. Добро ни дојде, Бојана. Фала ви многу на поканата. Навистина е верувам дека ти е пријатно. О, многу. Да. Знаеш што е интересно? Да, интересно е дека со Цеца негли врви денот, годините, календарите и мина 11 лет откако таа јас и цела екипа тогаш ја започнавме утринската. Ти си била тогаш на почетокот на твоето средно образование, кога некој пат си не фаќала на телевизија и сега еве сме нели во моментот кога ние сме тие домакини што можеме да го представиме твојата приказна пред се, твоето портфолио и ова највисоко признание со оваа диплома што спомена за Цеца. Сега зад камерите кога говоревме за тешкотиите или комплексноста во секоја работа кој што секој една си ја поседува, бидејќи секој пат има некакви мани и доблести, секоја професија, меѓутоа љубовта е веројатно главниот двигател. Можеме да одговориме на работа дека она што нам ни импонира и ни представа секој пат императив е да еве ти го примерот, да имаме Бојана и вакви приказни за телевизија. Тоа веројатно и на Цеца и јас и целата екипа ни прави поддршка за да издржиме вешто во оваа наша професија, затоа што не постои поубава сатисфакција веројатно и за нас како новинари да ги представуваме всушност овие приказни. Да, кога раскажуваме нешто убаво или како што вели Цеца, направете разликата во телевизискиот етер. Во време кога младите често се соочуваат некој пат со дилеми, сите ги имаме во обкружувањето, младите, неизвестност, предизвици, некакво предавство некој пат, и тоа е делот нели нашата сопствена еволуција. Академскиот успех секој пат заслужува да биде препознат, па затоа сакавме со Цеца денеска тоа да го споменеме, бидејќи тоа не е само лична победа, тоа е победа и за Македонија, тоа е победа за во случајот и ветерината како гранка кај нас, и трудот и посветеноста веројатно најсигурниот пат кон успехот. Ако те прашаме со Цеце, да се биде најдобар дипломиран студент веројатно нели на овој факултет е веројатно и вистина твое големо признание и успех, меѓутоа кој беше првиот чекор да вистина сватиш дека ова ќе биде животна професија? Веќе не е само љубов кон животните, бидејќи сите сме биле мали и сме ги сакале животните. Ама кога го имаш оној аха повик, се велиш ова дефинитивно е мојата професија. Уште од најрана возраст, значи дефинитивно се знаеше што ќе бидам кога ќе пораснам, одговорот беше секогаш ист. Доктор за животни. Уште од најмала возраст чувствував некаква поврзаност со самите животни и постојано носев дома кучиња и мачиња дома со цел да им најдам сигурен, безбеден дом, да им дадам некаква сигурност. Кога почнав да студирам ветеринарна медицина, сватив дека е предизвик всушност да се знаат од сите анатомски и физиолошки карактеристики на секој животински вид, па до сите болести кај животните, вклучувајќи и луѓето, така што дополнително ми даде и предизвик. Ветеринарната медицина е дефинитивно хумана професија, така што секое учење и секој поминат час над книгата, знаев дека тоа што го поминувам во учење, знаев дека живот ќе значи од тоа моје учење во моментот. Така што, желбата да помагам постојано на животните е присутна од најмала возраст и токму таа сочувствителност од мала возраст премина во една животна определба. Денес сум среќна што можам да работам секојдневно и да им помагам за нивното здравје и благосостојба и секој ден всушност го остварувам мојот сон, да им помагам за нивната посветеноста и на остварување на сонот, но и на живење на сонот, ти ја донеси и оваа награда, која што верувам дека како студент на секој ден би му значила, но особено е можеби потврда за тоа дека си на вистинскиот пат. Ќе ни кажеш каде
во моментов на што работиш во моментов, бидејќи нас на мене и на Марко ни откри дека си нели дел од лабораторијата на факултетот, меѓутоа сега веќе како дипломиран студент, што е во фокус Бојана секојдневно, што видиме нели животните, поврзаноста нивна со луѓето и се она што нели анатомијата на истите и така натака, меѓутоа верувам дека секојдневно и ти постојано истражуваш и се предизвикуваш себе си на оваа тема, се со цел нели да продолжиш, како што рековме, кон остварување на твоите соништа. На што си фокусирана овој период? На што се работи во лабораторијата? Во моментот сум ангажирана на факултетот за ветеринарна медицина, односно Националниот институт за ветеринарство и храна, кој што функционира под рамките на факултетот. И најголем дел од времето го поминувам во лабораторијата за паразитологија и паразитни заболувања и лабораторијата за клиничка микробиологија. Во лабораторијата за паразитологија и паразитни заболувања ангажирана сум во мониторингот на важни болести во ветеринарната медицина, но исто така и болести кои што го афектираат и човекот, односно зоонози. Исто така вршиме и мониторинг, идентификација и мониторинг на различни инсекти, односно вектори, кои што пренесуваат голем број на вектор преносливи заболувања, како што се комарците, коликоидите, што ги збориме последниот период. Веројатно сега знаеме дека ќе имаме во некои следни емисии со кого да зборуваме на оваа тема. Крлежите исто така, песочните мушички кои се одговорни за... Сериозно, постои опасност од некакви посебни инфекции, можеби кога се комарците во прашања? Секако. Значи, сите тие вектори пренесуваат заболувања и кај животните, но секако можат да го афектираат и човекот. Така што, преку секојдневната работа во лабораториите, ние вршиме мониторинг, да ги видиме тие распространетоста на векторите, кои видови ги имаме и каква е состојбата генерално со вектор преносливите болести во нашата... И какви комарци имаме во Македонија, каде ни се дојдени, Бојана, овие? Моментално најголемиот фокус, јас преку мојата секојдневна работа, работам на лешманиозата кај кучињата, која се пренесува преку песочните мушички. Така што Македонија е ендемско подрачје за ова заболување и тоа е заболување кое што го афектира имунолошкиот систем на самото животно, така што тешко се лекува, а добро се менаџира. А најдобро е да се превенира. Затоа најдобро е да се превенира, да се ставаат околу вратници, ампули, заштита на самите миленици, кои што ќе обезбедат нели заштита од самите песочни мушички и со тоа ќе се заштити и самиот миленик ќе се превенира заболувањето. Да, многу пати сме го занемариле можеби како заболување, иако сме ја отвориле како тема на разговор конкретно лишманиозата или самата лишмани, има многу луѓе кои што заболеле, тежок е велот патот да се истреби, меѓутоа се добри примери за тоа и да го пренесат искуството дека треба вистина да се внимава да не го занемаруваме како медицински проблем. Кога сме кај ова високо признание, со Цеца сакаме да те прашаме кој беше првиот човек на кога му се јави всушност кога дозна дека си добитник на ова признание и награда, а и во јавноста најчесто се гледа можеби само дипломата. Еве ние ќе истакнеме секако, меѓутоа малкумина ги гледаат како што кажа ти, непроспиени ноки, знаеме точно нели кога сме студенти, нели испити, практична настава и така натаму, меѓутоа што можеби е твојата приказна и покрај се нели овие да речам турбуленции, можеби стреси, откажувања што ти беше пример дека не треба да се откажеш, бидејќи велат дека ветеринарната медицина знае да биде една од најдолгите макотрпни комплексни студии. И меѓу другото нека биде под прашање кои беа најтешките предмети. Не знам дали тоа бе често знаа да кажа дека анатомијата на домашни животни, патологијата и така натаму, што му кажеш, тоа е тоа. Веројатно се потврдува истото дека тоа се вистина најкомплексните предмети на ветерина. Да. Прво за првото прашање на кој се јавив прво, тоа е дедо ми. Вистина? На дедо ми прво се јавив да кажам за ова признание. Да споменеме дека си од Битола? Да. Веднаш се јавив на него и тој беше влюбеник во животните? Секако. И нели, дедо ми има 94 години и е многу среќен што има доктор во фамилијата. Да. Така што тој беше првиот човек на кој што се јавив.
А во однос на, да, ветеринарната медицина е доста комплексна наука, мултидисциплинарна и бара многу посветеност и континуитет. Самото учење представува огромен предизвик. Ете, како што споменавте, имало многу неспиени ноќи, а следниот ден сум морала да бидам во хируршка сала, каде што морам будно да ги следам сите целиот процес. Практичната настава која што е неизоставен дел, така е. Точно, теренска пракса на фарма и слично, така што морам да сум инволвирана целосно во тој сам процес. Практичната работа е од непроценлива важност за ветеринарната медицина, затоа што она што го учиме ние од книга, можеме да го имплементираме во реална ситуација и да стекнеме вештини, самодоверба за градење на идната наша кариера. Така што практичната работа е непреценлива важност. А во однос на тоа што ме мотивираше, веќе го споменав тоа, самото учење над книгата подсвесно ми влијаеше тоа што утре јас ќе бидам одговорна за нечи живот. Да. Поголема мотивација од тоа нема. Значи, морам да научам да ги осознам сите работи за утре која ќе лекувам животни, да знам што правам и да носам одлуки за нечи живот. Што се однесува за... помисли некој испит дека нема да го положиш од прва? Имало многу тешки предмети, да, анатомијата и патологијата се... Физиологијата, чинам дека и таа може да... Се е комплексно, значи сите системи си имаат начин на функционирање кај што баш е како хармонија, мора се да го научиме и баш да одиме по тие правила и да формираме базата на ветеринарната медицина. За мене, еве, нема да кажам кој бил најтежок, ќе кажам кој ми беше најфасцинантен. Најфасцинантна ми е ветеринарната паразитологија. Паразитите како организми успеале толку многу да еволуираат и да се прилагодат на животната средина, дури и кога нема услови, да најдат соодветен домакин, да преживеат и да обстојат, што се вели. Да. Исто така голем број од тие паразитни заболувања се и зоонози, па можат да го афектираат и здравието на човекот. Така што доста е комплексна да се научат тие развојни циклуси за да се знае динамиката во која ќе се движи ова заболување. Најчесто велат предметот на кој што имате најголема огорченост, или така една резигнираност, станува потоа и омилен предмет. Така што верувам дека кај многумина кои што баш кажале дека анатомијата конкретна на домашни животни знаела да биде така потешка и покомплексна, на крај станува можеби и едно од најомилените. Да. Вистина е комплексна, да се знаат сите анатомски карактеристики, па кај секој вид животински вид се различни и така натаму, така што да. Да, исто како медицината кај луѓето, така и оваа медицина е поле кое што постојано се истражува, поле во кое што постојано има и новитети, бидејќи медицината не би била тоа што е ако нели не се развива и не оди напред. Ја спомена теренската работа, посетата на фарми и така натака. Ние погледавме интересни фотографии од тебе во дружба со разни животни, со куњи и многу други, но имаш ли некоја средба со некое животно кое што посебно ти оставила впечаток? Нема да издвојам омилен животински вид, би издвоила најфасцинантен, тоа е дефинитивно мачката. Мачката е многу поразлична од сите животни. Таа е независна, но не се согласувам со мислењето дека се арогантни. Лукави би рекле. Избираат точно, знаат да остварат конекција. Само избираат точно со кој ќе остварат конекција. Знаеш како велеше таткото на психологијата Зигмунд Фройд? Ако сакате да забележите на момент колку сте мутави како човек, нели тој така знаеше да биде брутален во неговите искази, наблюдувајте мачка. Сака да каже колку треба да бидеме лукави во вистинска смисла на зборот, некој пат себични во вистинска смисла на зборот, ама да кога ќе сакате љубов и трпение и согласност да ви се приближи некој вашиот свет, тогаш наблюдувајте мачката. Тоа треба да бидат некои примери. Да. И Марко може да биде студент по ветеринарија, или знаењето што го има. А и зборувајќи за студентите, Бојана, вистина е дека мал број на студенти бевте? Да.
на нашите генерации се релативно помал број во споредба со другите факултети, но јас тоа воопшто не го сметам како мана, напротив го сметам како предност. Како доброст, така. Затоа што може повеќе внимание да се посвети? Да, на тој начин. Но од друга страна дали можат да одговорат на потребите низ целата држава, кои што ги имаме нели за животните, овој број на ветеринарни студенти или студенти по ветеринарна медицина кои што ги имаме. Дали можеби во иднина ќе станува дефицитарна оваа професија ако се помал број на или немаш таа луѓе перцепција? се интересираат? Па генерално ветеринарната професија е дефицитарна на глобално ниво, затоа што е навистина комплексна и тешка. Не би знаела за воиднина, но сметам дека сите кои што се запишуваме на ветеринарна медицина имаме силна желба да го завршиме. Така што и сите што се запишуваме, одиме темелно и истрајно остануваме, да. Бојана, бидејќи ветеринарната медицина некој пат многумина, да речеме, ја поистоветуваат или често пати се гледа само како лекување на миленици. Ние секој пат треба да кажеме дека таа е веројатно и погрешна перцепција, бидејќи многумина не знае дека вие како гранка, всушност како служба би рекол или платформа, секој пат имате главна улога и во безбедноста на самата храна, контрола на заразни болести, нели, и самото јавно здравје. Колку е оваа важна професија за целото општество и да не забораваме дека вие сте една од најважните гранки и професии кои што всушност се превенција на тие идни пандемии, кои што не дај Боже се случуваат и во минатото било, а за жал ќе пристигнат некој пат во некоја иднина. Свесни сме за короната кој ни ја донесе. Така што вие сте и клучни во да речам таа соработка со медицинската фела. Конкретно кога станува збор за пандемиите. Улогата на докторите по ветеринарна медицина во едно општество е фундаментална. Особено сега денес кога имаме глобални предизвици како што се климатските промени кои што придонесуваат за трансмисија на нови вектор преносливи и заразни заболувања. Меѓу другото имаме се построги стандарди за контрола на храната од животинско потекло. И сите овие услови наметнуваат потреба од постојан мониторинг и брзи реакции од страна на докторите по ветеринарна медицина. Значи, самиот концепт на едно здравје не учи дека животната средина, здравјето на луѓето и здравјето на животните не се раскинливи. Тие треба да се третираат како една целина. Докторите по ветеринарна медицина нивната дејност не е само примарно ограничена на грижата и лекувањето на животните, туку сме и прва одбранбена линија во здравјето на луѓето, така што сите овие факти морат да се држат заедно. Дополнително ги спомнав и контролата на храната од животинско потекло, значи се што стига до граѓаните е претходно исконтролирано и проверено, така што докторите по ветеринарна медицина обезбедуваат не само здравствена, туку и економска заштита на целата наша заедница. Затоа споменам, не сте само вие луѓе кои што лекуваат животни. Туку е тоа вистина кумулативен процес. Навистина е таква во нашата земја. Спомена многу една интересна работа и тоа баш го најдов како податок дека токму таа светска здравствена организација за здравје на животните и ФАО се почесто го говорат за тој концепт кој што го спомена едно здравје или One Health. Често знаеме да го прочитаме нели дека здравјето на луѓето, животните и таа животна средина се нели нераскинливи. Да, зошто оваа идеја денес станува една од најважните можеби во современата медицина? Тоа би рекла. Климатските промени прават значителни промени. Пренесување на нови заболувања, соочување со нови предизвици кои што можат да ги афектираат и здравјето на луѓето, и здравјето на животните и животната средина. Еве, за пример, ќе ги спомнам крлежите. Крлежите веќе се адаптираат на повисоки температури, се распространуваат на поголеми географски простори, така што во таа сфера мора да се вклучени и биолозите кои се занимаваат со крлежите и докторите по ветеринарна медицина и хуманите доктори, така што заеднички кога ќе се нафатиме за решавање на овој проблем, мислам дека ќе биде успешно.
Има една работа, нели сите се соочуваме за жал со загуба на миленичето, исто сериозна болна можеби нели состојба кај секој нас и можам да кажам дека една од ретките професии самата ветерина дека во случајот пациентот, нашите миленици никој пат не може да кажат каде ме боли. Тоа е најтешкото и да речеме како чувари на овие крзни пријатели, веројатно колку оваа професија би те прашал повеќе ја прави и уметност отколку наука, за да бидете уметници во целата таа, да речам, дисциплина на сите тие гранки што ја имаат и обликуваат ветерината, да го детектирате проблемот, па и секако преку тоа препоставам дека секој човек, иако по биологија некако сме слични, меѓутоа и животното носи своји, да речеме, за жал, некакви заболувања кои што ги наследуваат од мајката и таткото и така натаму. Истото е некако и кај животните, исто како кај луѓето. Да. Кај секое животно не можеме да генерализираме еден пристап. Мора кај секое животно индивидуален пристап. И да, како што споменавте, баш е како уметност, затоа што треба да се препознаат оние клинички знаци, говор на телото, кои што ќе ни обезбедат полесна манипулација со нив. И секако, еве, например, мачките ги споменав, тие мора да доприш до нив, да ја загарантираш нивната доверба, за да можеш добро да работиш со самите... Има вистина дека луѓето кои што чуваат мачки се поголеми интроверти од... Не. И Бојана чува мачка. Јас чувам мачка, па не се сметам себе си за интроверт. Мислам дека денеска ни ова доволен пример за истото. Да, Бојана, зборувајќи за ветеринарниот систем, бидејќи спомена дека си растела со оваа желба и љубов за животните, и верувам дека во многу наврати во твоето живење си се соочувала со некакви, можеби, пречки на патот во поглед на тој ветеринарен систем кој што велиме функционира кај нас. Сега веќе си дел од истиот и заедно со многу други твои колеги работите во него. Меѓутоа, ќе се навратам или нашиот разговор на потети на едно гостување кое што тука го имавме со Марија Дуда, можеби ја познаваш, која што се залага за грижата, таа ги сака сите животни, меѓутоа се залага за грижата за штрковите. И зборувајќи со неа, спомена како една можеби мана на тој ветеринарен систем е дека можеби немаме доволно стручни ветеринари низ нашата Македонија или обучен кадар кој што може да се грижи или да понуди соодветна нега за, не знам, таков типиве можеби на грабливки, на штркови или на некои диви животни на кои што им е потребна некаква помош. Што сметаш или како размислуваш ти на ова поле во поглед на системот кој што би можел само да се подобрува и да се доразвива? Ветеринарна медицина е прилично нова гранка на медицината и допрва ќе се развива и ќе се специализираме во различни струки. Секако дека... Дали се учат овие работи на факултет? Зборувам за ваков тип на птици, за нега. Значи, дали се осознава анатомијата и нивна? Секако, да. Имаме предмети околу тие животински видови, но секако стручноста мора да се усоврши преку специјалистички студии, докторски студии и така натаму. Така што би рекла да, ги учиме тие животински видови, но специјализираноста во Македонија се уште немаме специјалистички студии, но се надевам, еве, нашиот факултет е во тренд со сите светски стандарди, така што се надевам во блиска иднина дека ќе имаме и специјалистички студии кај нас. Да, споменавме и ќе ти заблагодариме што можеби ни ја даде, да речем, таа поддршка и потврда дека можеби сме баш медиумот и самата утринска телма што и во минатите изданија и сезони секој пат сме биле можеби нели поддршка и за ветеринарна медицина, генерално за вашиот факултет, били твои колеги, денеска асистенти, го споминавме Димитар, Ненат и така натаму во нашата емисија, се со цел некако да се можеби дисеминира знаењето конкретно ваше и да се можеби распредели во поголем дел од земјава за да некако влезете во адресите на младата популација. И можеме да кажеме дека различни трудови биле представени пред нашиот објектив на Телма телевизија. Сме говореле многу и за вештачката интелигенција, која што влегува во медицината. Дали мислиш дека можеби на некој начин или веруваш дека можеби еден ден алгоритмите ќе помагаат во некаква си ветеринарна диагностика или сепак мислиш дека
човекот ќе биде незаменлив во истото, можеби како да се даде конкретен наод, анамнеза, диагностика, уметност во целата дисциплина. Секако, науката општо е динамична област, така што јас лично ги прифаќам сите новитети кои што се наоѓаат во науката до одреден степен. Се додека вештачката интелигенција ни служи како помагало во секојдневните активности. А не како целосна замена? Не како целосна замена, затоа што секоја постапка во нашата дејност се базира на стручност, години работа, труд, така што не верувам дека вештачката интелигенција во целост може да ја замени таа стручност на докторите по ветеринарна медицина. Се користи? Имаш информации во светот дека се користи доста можеби во светот на ветерината? Веќе постојат истражувања на модели на вештачка интелигенција кои што читаат наоди, така што тоа е во подем и допрва ќе се развива, но веќе има некои првични почетни истражувања, но во целост сметам дека никогаш нема да ја замени, затоа што не може робот да вакцинира дива мачка. Да. И нели како била human touch, човечки допир, мислам дека нели и создавањето и конекцијата, како ја и ти сега, нели, ние тројца во студио, нели, тој поглед што се вели енергијата, тоа не може да се замени со нешто што ќе биде робот утре и така натаму, меѓутоа убаво кажа, помагало да. Да. Бојана, некаде пред крајот би те прашали како се гледаш или каде си ја гледаш својата иднина, сакаш да останеш во Македонија, да делуваш тука, да донесеш за добробит на ова општество, или можеби со сите овие работи и можности кои што денеска светот ги нуди, се гледаш некаде натаму? Моментално со мојата работа на факултетот веќе ги осознавам проблематиките што се генерално на нашето подрачје, така што секако дека сакам, тука сум се градела, тука сум учела и секако дека сакам да останам тука и да допринесам за развојот на ветеринарната медицина кај нас. Нашите студиите на факултетот за ветеринарна медицина се концепирани како интегрирани студии од прв и втор циклус, така што студентите имаат право да се запишат на трет циклус на студии по завршувањето, односно на докторски студии. Мојата цел е токму и тоа, да го продолжам моето образование на докторски студии, особено во областа на ветеринарната паразитологија, која што ме фасцинира. За сега учествувам и во научно-истражувачки проекти и активности на факултетот, така што веќе имам и објавено своји научни трудови во списанија со фактор за влијание, така што Некои теми се повторно се однесуваат на паразитологијата? Да, генерално на ветеринарната паразитологија и нешто за антимикробната резистенција, која што е загрижувачки проблеми кои што расте секојдневно. Работите на некој проект во моментов на факултетот, на некое истражување? Секако да, имаме еден проект за антимикробната резистенција, значи општо патогените бактериски видови со големо значење во ветеринарната медицина. А за скоро се надевам ќе имаме и други научно-истражувачки проекти. И само за крај, сум слушнал дека во ветеринарната медицина секој пат се соочувате можеби како луѓе или како платформа која што носи некој пат тешки етички одлуки, а мислам дека и вие сте баш добар пример за истото. Кој е можеби најголемиот морален предизвик со кој што мислиш дека ќе се соочува ветеринарот или се соочува денеска? Најтешката одлука за секој доктор по ветеринарна медицина е дефинитивно процесот на евтаназија. Тоа е се уште сензитивна тема и многу се дискутира, но таа одлука не се носи воопшто лесно. Тоа значи дека биле исцрпени сите ресурси да речем други можности, секоја поддршка која што може да се даде. И дека веќе квалитетот на животното нема да биде тој. Ние секогаш работиме во однос на здравјето и благосостојбата на животните, така што најтешката одлука е тоа, да се знае дека си направил се, дека си исцрпиле сите можности, дека не можеш веќе да му помогнеш. Толку многу си учел и си се трудел и кога ќе стигне таа фаза, едноставно не може да... Тоа е одлуката која што најтешко доаѓа веројатно на самиот крај. Има нешто што најмногу ти пречи, ти создава чемер во душа кога нема да нотираме конкретни работи, меѓутоа знаеме дека сме во заедница која што допрва следуваат нови предизвици искуства, да сватиме дека
треба да има анимална полиција, треба да има гробишта за миленици и така натаму. Има нешто што најмногу ти пречи и веднаш би го променила во овој момент на овој простор? Првично сметам дека се уште не е развиен онај поглед кон животните. Веќе во западноевропските земји се гледа тоа значењето на миленикот во заедницата, но кај нас сметам дека допрва ќе се развива. Јас како доктор по ветеринарна медицина и одговорност ми е да ги едуцирам сопствениците на одговорно сопственишто, така што првично да се стави темел на тоа. Самите сопственици првично да бидат свесни на што се нафаќаат, а потоа се друго. Веројатно затоа сте потребни и да го имате тој јавен дискурс на медиумите во светот и на социјалните мрежи, да се допрете до што поголема маса на луѓе и кај младата популација, така што ќе заблагодариме. Јас мислам дека со Цеца едно загарантиравме додека денеска беше во нашата студија, дека сигурно ќе имаме не само денеска нели студент кој што со највисоко признание нели за таа студентска година 2024-2025 за најдобар дипломиран студент, туку знаеме дека следува брилирање и блескава иднина во светот на Бојана, ама сигурни сме дека следно повторно ќе се сретнеме, ќе имаме добар соговорник за паразитите, патологијата и се што е можеби поврзано со ветеринарниот факултет кај нас. Многу ви благодарам за денешново искуство и беше навистина задоволство да се дискутира. Многу. Обостојано беше вистина. И нас ни е многу драго секогаш кога аплаудираме вака гласно и јавно на вака успешни луѓе и успешна наша младина која што ја имаме, никогаш ја позабораваме како нација или ја занемаруваме, а апсолутно треба да им се даде ветар во грб на младите за да успеат. Ти благодариме Бојана и како што спомена Марко, ќе ти имаме на ум во следната сезона за многу теми поврзани со животните.